Добре, криптоентузијасти, денеска ќе го обработиме коинот Flare. Ова е нормално дел од овонеделната програма. Гледате дека малку повеќе се фокусираме на обработка на нови коини, како и нормално на веќе постоешките со нивни апдејти. Тоа е нормално дел од нашата обработка на алткоини во она посебна плейлиста во која што нормално ги на некој начин ги организираме сите овие проекти кои се обработени на македонски јазик, со цел македонците да имаат една директорија за веќе обработени алткоини и нормално да имаат повеќе знаење за сите овие засебно и на тој начин да одлучат дали потенцијално ова се проекти во кои што би сакале да инвестираат. Со тоа што нормално ова е првото видео од оваа недела, вчера имавме вонредно видео, тоа беше апдејт на состојбата на Блискиот Исток. Доколку не сте го погледнале, може да го најдете на нашиот Rumble канал. Значи, само во овој момент ги објавуваме нашите содржини на Rumble. До четврток, кога конечно ќе биде трната забраната за работа на нашиот YouTube канал, така да очекувате четврток да продолжиме стандардно на нашиот YouTube канал. Нормално содржините и понатаму ќе бидат и на Rumble, и на YouTube, и на сите останати наши паралелни канали. Четврток, нормално, нашиот роденденски лайвстрим, прашање од заедницата во вечерните часови. Ново текот на денот ќе имаме едно мало кратко видео, кое што ќе објасни како може да го користите нормално блогот, дополнително на нашата веб страна, што е толку уникатно што нашиот блог носи моментално за македонците. И нормално во текот на денот ќе биде пуштена Gamegea TV. Моментално е во бета фаза, во пробна фаза, значи се обидуваме да видиме дека се функционира како што треба, за истото да биде пуштена во текот на четврток и да може да функционира нормално 24/7 со постојана програма за нашите нормално гледачи од она што веќе го имаме на нашиот репертоар. Сабота, техничка анализа на пазарите, лов на дно, каде што ќе разговараме нормално за тоа каде се наоѓаме во овој циклус. И недела веќе почнавме повтор пат да ги обработуваме сите коини, каде што веќе обработивме, би рекол, солидна количина на коини. Значи, обработени се Chainlink, Ethereum, Cardano, еве сега Hedera ќе добие свој апдејт, каде што нормално прегледуваме што се случува моментално со овие проекти. И како што може да забележите, нашата работа не запира без разлика дали е празник, дали е нова година, дали е лето, дали е родено дете на некој од нас, значи нашата работа е постојана. Значи досега е направено во овие 4 години 350 лайв стримови. Тоа значи дека една цела година ние сме можеле буквално секој ден да правиме лайв стрим за вас. А знаете дека лайв стримовите не се по половина час. 894 видеа вкупно, заедно негде над 3400, како што може да забележите, 160 видеа во курсот за технички фундаментална анализа, 120 обработени криптопроекти, вчера беше 121-иот. Значи, на вистина се трудиме колку што можеме повеќе да донесеме до македонците ширум светот. Дополнително 2 криптоконференции, наскоро следува третата ова лето, 5 офлайн средби, 0 спонзори, 0 реклами, 0 платени материјали. Сето ова со ваша помош како заедница, ние работиме директно со вас. Така да ви благодарам за поддршката и нормално доколку сакате да ни ја дадете или да продолжите да ни ја давате, тоа може да го направите со вашето членство на нашата Patreon заедница, линк до Patreon заедницата во дескрипција на нашиот канал. И настанот за роденденскиот лайвстрим може да го најдете на нашиот Facebook профил на врвот на истиот во pinned post, значи каде што може нормално да така нешто да направите дека ќе присуствувате и да ви стасуваат известувања ако е евентуално нешто интересно и ново, нормално дека ќе биде споделено за блогот првенствено и за нашата веб страна, кои што ќе бидат лансирани за целата наша заедница на 16 април, а веќе се моментално достапни за нашата Patreon заедница. И едно мало партнерство со CBS, тоа е Chain of Blocks самитот кој што се одржува секоја година во Валета. Нормално ова е самиот почеток, така речено, второ моментално одржување. Во првото ние имавме нормално учество и бевме еден од презентерите и во второто веќе, така речено, на понуда на проектот кој што организира овој настан, станавме партнер и се надеваме дека уште многу години ќе соработуваме заедно со нив. Ова е проект кој што мене многу ми се допаѓа и веќе сме делумно инвестирани во него, затоа малку подоцна, кога ќе имаме време ќе ви покажеме малку повеќе. Chain of Blocks самитот ќе биде секоја оваа година од 20 до 22 мај 2026 во Grand Hotel Excelsior во Валета, Малта. Така да ако сте овде, ви ве замолил да дојдете и да ни се приклучите, да се дружиме и да се едуцираме, ќе има
огромна количина на сериозни играчи. Значи, погледнете, сами ова се некои од моментално спонзорите и представниците кои што ќе дојдат. Значи, Bithome, еден од најголемите експлорери на XRP, Shaman, еден од најголемите децентрализирани навшаници на Shaman, XCommons, нормално ова е комјунитито на XRP, XRPL Африка, XRPL Јапонија и така натаму, нормално Crypto Hub, да не заборавиме. Значи, ќе бидат доста интересни проекти, а дел од овие проекти ќе се обидиме да ги донесеме и на нашата конференција во Македонија, па од тука и потекнува така речено соработката. За оно што се прв пат на нашиот канал, начинот на кој што го правиме ово истражување е првенствено бираме кои коини, како го правиме тоа, со ваша помош нормално. Бараме од вас на ваков тип на постери да ни дадете идеја за кои коини да бидат обработени следни, а од коментарите ги избираме најдобрите коини кои што мислиме дека имаат најголем потенцијал и правиме целосно истражување за истите. До сега обработените коини и нормално нивни апгрейди и секундарни истражувања се наоѓаат на оваа плейлиста. Као што кажавме, повеќе од 120, веќе вчера 121-то видео за истражување на алткоини и тоест за коини и токени, а дополнително веќе почнавме и второстепено со апдејти да ги обработуваме сите оние кои што веќе се обработени пред 2 години за прв пат. Така да тоа е начинот на кој што нормално го реализираме ова истражување за нашата заедница. А кои се критериумите по кои што истражуваме? Нормално тоа е наша лична анализа од 6 групи на прашања кои што ги одговараме со цел да имаме една целосна слика за тоа за каков тип на проект станува збор и се што треба да знаеме за него во однос на техничка и фундаментална анализа. Како и секогаш почнуваме првата група, а тоа е апликација и практична примена на коинот, зашто истиот се користи, дали има други проекти кои што му се конкуренција и дали има апликација од реалниот свет кои што може да го заменат. Значи ова прашање го одговараме секогаш прво, а натаму се движиме во однос тоа како ни на некој начин дава самиот проект. Сега првенствена работа која што мора да спомнеме за овој коин е дека станува збор за микрокоин, исклучиво мал маркет кап од околу $700 милиони, со тоа што ова нормално до 1 милиарда ги става сите проекти во микропроекти, од 1 до 5 милиарди во мали, 5 до 10 милиарди во средни и над 10 милиарди големи проекти. Што е Flare? Самиот по себе представува Layer 1 тип на блокчейн, кој што исто така смарт контракт компатабилен. Значи дека истиот е во категоријата на Layer 1 тип на блокчейни и искрено е доста мал, но сепак е, како што може да забележите и вие, во првите 30 на Layer 1 во криптосветот и на 85-то место по маркет кап на CoinGecko, а верувам и на останатите нема некоја голема разлика. Така да тоа е во основа овој блокчейн, станува збор за Layer 1 тип на блокчейн. Сега, проектот самиот по себе гледаме дека постоел уште во 2021 година, кога за прв пат се појавува првиот фандинг раунд во кој што се собрани $11.3 милиони за овој проект. Потоа гледаме дека имало уште два последователни вакви случаеви и последната е 35 милиони, овде како што може да забележиме нема конкретно нели колку има собрано, овде е некаков тип на ланч. Сега дали ова ланч пат нешто сигурен како и да е. Значи имаме два последователни фандинг раунд со 11 и 35 милиони долари собрани. Во втората е Kinetic Capital, во првата ова симињата кои што моментално имаат инвестирано во него. Има и некои сумњиви фаци како Dokon, да бидеме реални, со би рекол на свој влог, но има и сериозни фаци како DCG, Digital Currency Group, која што нормално е матично на Grayscale, Genesis, кој што нормално е матично на Grayscale, така да Grayscale, како што може да забележиме, има инвестирано во овој проект сериозно. Сега, во однос на тоа, кога истиот е настанат, 2021, но како што можеме да забележиме, влегува на пазарот дури 2 години подоцна во 2023 година, во така речено средината на bull маркетот. Сега, како што кажеме, станува збор за Layer 1, ова е дел од токеномија која што треба да објасниме. Секогаш кога станува збор за Layer 1, имаме многу повеќе нормално информации кои што мораме да ги објасниме. Првата работа која што треба да спомнеме е дека типот на консензус кој што го поседува е Proof of Stake, кој што е превземен од Avalanche протоколот, значи ова е така речено истиот протокол кој што го користи Avalanche, Snowman++, кој што моментално како Proof of Stake тип на консензус го користи и самиот Flare, со тоа што истиот во исто време е и EVM compatible, односно
значи може да така речено нели примат така речено апликации кои што се изградени на Ethereum Virtual машината. Со тоа што битни работи кои што треба да ги спомнеме е дека во исто време Solidity, со оглед на фактот дека е EVM compatible, Solidity е основниот јазик на Ethereum, Solidity е основниот јазик и на Flare. И дополнително овдека се спомнува дека и други јазици кои што се сега ова нормално не се програмски јазици за крипто проекти, ова се програмски јазици за стандарден тип на software development, а тоа се TypeScript, JavaScript, Python, Go и Rust. Rust исто така се користи за крипто, но останатите можеме да видиме дека како стандардни јазици за програмирање може да се користат и за Flare, што е многу позитивно. На тој начин многу девелопери може да користат така речено нели стандарден тип на програмски јазици за да програмираат на практично на Flare. Како го прават тоа? Преку Flare Transaction SDK. Значи Flare има собствен software development kit кој што практично ги трансформира овие скрипти во матична Solidity скрипта за да биде така речено препознатлива за јазикот на самиот Flare. И сега дека во 90 секунди на кратко објаснено што представува Flare, би сакал чисто да погледнеме видеото пред да продолжиме нели конкретно со анализа на овој проект. You love XRP. You believe in XRP. You've been holding it since 2017. What if you could earn yield and still diamond hand it? With Flare, you can transform those coins into F assets, smart contract ready versions you can actually use in DeFi. That means earning yield, providing liquidity, or staking for rewards. No middlemen, no centralized bridges, no giving up control. Here's how it works. Pick an agent, lock up some collateral, and send XRP to the agent's address on XRPL. The minting process only takes a few minutes. The F-Asset system verifies everything and gives you shiny new FXRP, ready to plug into every DeFi protocol on the Flywheel and yield-generating chain. Want your original XRP back? No problem. Redeem anytime. Simple, secure, and trustless. Behind the scenes, a decentralized network of agents, liquidators, and challengers keeps the system running. Always over-collateralized, always on guard. Flare isn't just bridging XRP, it's building the entire financial stack around it. Learn more. Значи, идејата на Flare, како што може да забележите, е да направи така речено DeFi систем на XRP, иако како што можеме да забележиме истиот е изграден на Ethereum практично и неговите токени се ERC-20 тип на токени, тоа не го менува фактот дека најголемиот фокус на Flare е конкретно на XRP екосистемот. Ќе погледнеме зошто е толку битно, значи Flare се обидува да направи така речено активен DeFi сектор на XRP, ќе погледнеме како прави тоа малку подоцна. Во основа, како што кажавме, во однос на тоа како функционира овој Layer 1, можеме да видиме дека има сериозни, да речеме, ентитети кои што му се веќе партнери, меѓу кои Coinbase, Google Cloud, Anchor Protocol, нешто се веќе сме работеле. Значи, ова се така речено големи ентитети кои што моментално представуваат дел од неговата инфраструктура. Сега, значи, ова е за така речено да поставите ваши податоци, значи, како што може да забележите, ова се верувам Google Cloud е главниот кој што моментално воспоставува меморија. Значи, што сакам да кажам со ова? Самиот Flare има, да речем, homegrown, така речено, домашни солуции за битни инфраструктурни решенија за поврзаност помеѓу Flare и други блокчейни и Flare и останатите, да речем, апликации и софтвер од светот. Како го прави тоа? Прво беше како што видовме овдека во однос на data providing, значи тоа го прави преку овие партнери. Понатаму следното е за Oracle. Значи Oracle, за разлика од другите блокчейни, каде што матично користат Oracle служба како Chainlink или било која друга, значи има доста, но Chainlink е нормално најголем. Овдека можеме да забележиме дека Flare развил своја собствена Oracle служба, каде што преку оваа Oracle служба истиот може така наречена FTSO, Flare Time Series Oracle, може практично да го поврзе собствениот блокчейн со надворешниот берекол свет, затоа што тоа е поентата на Oracle, значи доверливо да носи податоци на самиот блокчейн кој што може да ги прво препознае како програмски јазик, а второ нормално да им верува дека се нели соодветно
доставени или без никаква корупција, без никакви манипулации. Веднаш потоа имаме втора ситуација, а тоа е Flare Data Connector. Значи, ова е своевидно на API тип на конекција на се останато надвор до овој блокчейн. Значи, овој Flare Data Connector ви дозволува поврзано со Web2 и со нормално останатите блокчейни. Значи, си има начин на кој што они го поврзуваат својот блокчейн со останатите ентитети надвор од истиот. Значи, тоа се на некој начин две внатрешни, би рекол, апликации кои што ги има развиено самиот софтвер за себе си. Кога станува збор, зашто станува збор за Layer 1, нормално има собствен DAO со вашите Flare токени FLR, можете да гласате за како понатаму ќе се движи овој проект и што ќе се случува со истиот. Со тоа што не можев да влезам во него, ми треба сега да го конектирам, да направам нели новчаник. Ова се моментално новчаниците кои што се прифаќаат за да може да така речено влезете на DAO-то, истите ќе бидат и за стейкинг нормално. Значи Wallet Connect, MetaMask, Coinbase Connect и Ledger може да искористите за вашите Flare токени, да ги искористите во Flare порталот за да можете да гласате. Линк до нормално овие локации ќе биде ставен во дескрипција на видеото. Исто и кога станува збор за стейкинг, со оглед на фактот дека станува збор за Proof of Stake, значи вие практично може да ги заклучите вашите токени за да добиете, тоест коини во асоција, за да добиете стейкинг reward. Интересно е тоа што овдека не станува збор за класичен тип на стейкинг rewards, туку после 2 недели, тоа е периодот на епоха, како што успеав да видам во Flare, значи треба да ги заклучите вашите токени за да добиете награда, која што е слична на стейкинг, но станува збор за airdrop. Значи, уште еднаш за стейкинг истите новчаници функционираат, да може да правите стейкинг на вашите FLR токени. Сега, интересниот дел е што практично вие, кога ќе ги заклучите вашите токени, мора да биде прво минимум 50.000. Тоа е многу битна работа која што треба да напоменеме. Значи, исто како на Polkadot, така и овде, потребни ви се минимум 50.000 токени за да можете да правите стейк, само да ви покажам колку пари станува збор. Значи, тоа се $401 моментално, вредни токени ви се потребни да ги поседувате за да може да ги заклучите за да добивате награди. И наградите добиваат во облик на airdrop, односно ова се така наречените Flare airdropoви за ваков тип на коини кои се заклучени повеќе од 2 недели. И како што може да забележиме, веќе 60% од вкупната количина на FLR токени се до сега доставени преку ваков тип на Flare drops, кои што доаѓаат на секои 2 недели, како што може да забележите. И сега интересниот дел од целата ситуација е тоа што вие практично добивате постојано награди, а пак ќе кажам, значи, функционира исто како стейкинг горе-доле. Сега, во однос на тоа дека е Proof of Stake, нормално овдека постојат и валидатори. Моментално можеме да видиме дека постојат околу 147 валидатор нодови кои што ја обезбедуваат мрежата да ги процесираат транзакциите. Како го прават тоа, значи јас исто така овие линкови ќе ги ставам моментално во дескрипција, со тоа што како може да регистрирате ваш валидатор, ова е постапката, кои се нормално, значи што ви бара системот да имате за да може да направите така речено ваш валидатор нод. Ви бара минимум 1 милион Flare токени, само да покажеме колку е тоа моментално. Значи 1 милион Flare токени моментално е негде околу $8,000, $8,020 моментално. Ви се потребни за да имате доволно токени за да направите Flare нод. Кога станува збор за кои се графички, конфигурацијата која што е потребна на компјутерот за да може да направите нод, овдека може да ги најдете истите. И нормално пак ќе напоменам за ова ќе имате соодветно линк во нашата дескрипција за да може да ги погледнете овие би рекол податоци. Сега тоа што го спомнаа во видеото за агенти. Тоа е посебен тип на ентитети кои што постојат на Flare екосистемот, кои што се занимаваат со промена на односно работата на овие агенти кои што се исто така дел како нодови, така речено, нели посебен тип на конфигурација, посебен тип на би рекол влог е потребен за да може да бидете ваков тип на ентитет на Flare блокчейнот. Преку овие агенти вие практично правите врап верзија на овие три основни валути, а тоа е XRP, Dogecoin и Bitcoin. Значи овие валути вие можете да ги практично направите во врап верзија за да може да бидат користени на екосистемот на Flare.
а екосистемот на Flare е доста голем според оно што го видов во однос на ликвидност. Така да тоа е идејата. Биткоин нема свој DeFi систем. Doge нема свој DeFi систем. XRP има ограничен свој DeFi систем, кој што не може да функционира како останатите Proof of Stake тип на блокчейни, затоа што XRP самиот по себе во основна форма не е програмабилен. Така да овие три валути практично можете да ги трансформирате во wrapped верзија од истите и да ги користите така речено на Flare екосистемот. Тоа е идејата на овие коини практично да им дадете намена во однос на DeFi. Односно овие така речено агенти се over-collateralized агенти, каде што вие кога правите минтинг, односно го правите XRP да биде FXRP, вие практично на агентите им го давате да биде заклучен, а они минта нов коин кој што потоа користите на Flare екосистемот на Flare блокчейнот. Со тоа што овие агенти мора да бидат over-collateralized, значи имаат заклучен капитал кој што се користи за слешинг. Во случај било кој од овие агенти да проба да направи нешто негативно на мрежата, вие практично ќе ги добиете средствата кои што се заклучени во така речено колатерал, исто како валидатор на нодовите. Апсолутно исто, ист начин, само што функцијата на агентите е токму тоа. Да прават практично минтинг и бърнинг на токени кои што влегуваат и излегуваат од Flare блокчейнот. Тоа е идејата. И како значи може јасно да го видите тоа што го зборуваме, значи F-Assets тоа е практично моментот каде што од надворешна мрежа преку овие агенти влегуваат на практично Flare мрежата, со тоа што агентите се оние кои што воспоставуваат конекција за да бидат задржани овие токени надвор од мрежата, кои што како колатерал се користат за минтање на токени од нивната wrap верзија во мрежата, се додека заврши нивното користење и наназад, кога практично се враќаат овие токени на матичната мрежа, се случува апсолутно истото, овие агенти прават бърн на токените кои што излегуваат од мрежата, а официјалните нормално токени кои што се замрзнати на сметката на агентот ги одмрзнуваат и ги депонираат на сметката на оној кој што практично иницијално ги создал овие wrap токени. Тоа е идејата на Flare и е доста интересно. Сега F-Assets, ова е моментот што ви го кажував, дека постои начин како може тоа да го направите. Значи fassets.au.cc е местото каде што ќе може да направите конверзија од основни токени во wrap верзија, повторно истите wallet-и. Shaman, Ledger, MetaMask, Wallet Connect, само што Shaman е овдека додаден како матичен XRP wallet. Тоа се така речено новчениците кои што ви се потребни за да може да направите бриджинг, да направите практично преместување од една на друга, од еден на друг блокчейн. Сега, значи, тоа е дел со генерално како изгледа блокчейн и што е неговата основна идеја. Ќе погледаме малку повеќе во дополнителните индикатори малку подосна и за неговиот екосистем и нормална ликвидност. Првенствено би сакал да се осврнеме малку на техничка анализа. Значи, како што можеме да забележиме, уште од почетокот на овој коин, со оној иницијален скок во 2024 година, истиот практично наваќе веќе во bear market и ни гради пајачки канал, кој што знаеме дека најчесто завршува во нагора. Нашто што за овој канал за да биде bull flag, ние се уште немаме така речено, она иницијален скок кој што ни е потребен за акумулацијата и негово продолжување нагоре, така да станува збор за пајачки канал. Пак ќе напомена, пајачките канали во 70% завршуваат позитивно. За жал, се уште се наоѓаме во bear market, што е нормално очекувано, со оглед на фактот дека и самиот биткоин се наоѓа во bear market. Под bull market support band-от, под средните вредности на market cipher, како што може да забележиме на месечно ниво, и моментално гледаме дека се наоѓаме на долната граница на овој канал. Можно излегување надвор од каналот, тоа воопште не би ме изненадило, но иницијално ова што гледате овде, оваа бела тренд линија ни представува основниот тренд кој што треба да го прекршиме за да можеме да влеземе во bull market во следниот циклус. Како што може да забележиме, значи индикаторите се на апсолутна нула, така да реално колку да се движи надолу овој коин не гледам дека има многу голем простор за движење надолу. MACD се наоѓа на минус 53, најчесто минус 60 е местото каде што почнуваме со нов циклус нагоре. 100 RSI се наоѓа на апсолутна нула, како што може да забележите, RSI се наоѓа на вредност од 37. Значи дека на вистина се наоѓа на историски најниска вредност и по цена и по индикатори. Значи дека само прашање време кога би бил почетокот на следниот циклус за и овој коин да може да почне да функционира и да почне да расте. Кога станува збор за токеномија, може да забележиме дека нема max supply, што значи дека постојано ќе имаме инфлација која што ќе зголемува вкупната количина на овие токени,
Моментално се пуштени во циркулација 85 од вкупно 105 милиарди токени, што значи дека имаме негде околу 20% преостанати токени кои што треба да бидат така речено ослободени. Како ги ослободуваат? Како што видовме, ги ослободуваат преку ова, преку практично airdroповите кои што се даваат на тоест на месечно, на месечно ниво. Значи може да видиме дека airdroповите ги даваат на месечно ниво на средината, од 14 до 16 во месецот ги даваат така речено овие токени, како награда на сите оние кои што прават стейкинг. Сега, единственото место кај што успеав да најдам токеномија е овде. Односно што може да забележиме дека има мала количина на ова основна вредност на токени која што е во рацете на тимот и на советниците, тоа е околу 19%, 22% е за ентитетите, нормално ова се така речено агентите, и комјунити тоа е за заедницата 60%, нормално ваквото одлучување на токените постепено доаѓа токму преку овие airdroпови и се дава директно на заедницата. Гледаме дека моментално инфлацијата е 5%, но видовме дека последно има предлог кој што е даден на 10 април пред само 4 дена, со кој се преполовува инфлацијата од 5 на 3% и моментално се очекува ова да биде изгласано и да се дојде до 3% инфлација на годишно ниво, што е екстремно позитивно. Секогаш кога имаме намалување на инфлацијата, тоа е позитивно за целиот проект. Значи дека инфлацијата понатаму ќе биде 3% на годишно ниво, нормално доколку изгласа, а се очекува дека тоа ќе се случи. Дополнително постои и burning механизам. Значи, вели моментално 2,1 милиарда флеер токени се изгорени од така речено вкупната количина на флеер токени моментално. Со тоа што овдека може да забележиме кога стануваше збор за овде, исто така се спомнува дека постои burning механизам, со тоа што не е убаво објаснето како изгледа овој burning механизам, каде одат тие токени, да видиме колку од нив се изгорени, значи тоа го немаме моментално во да речеме информациите кои што ги најдовме за овој проект, но добро е да се знае дека постои. Значи и тоа иницијално овој брн што го гледате овдека потекнува од значи портфолиото на креаторите на тимот, така да тоа е позитивно, значи дека се горат коините кои што ги поседува самиот тим и на тој начин се нормално зголемува вредноста на токенот затоа што имаме се помалку коини во оптек, така да тоа е доста позитивно. И за жал немам информации за vesting schedule, значи видовме дека се дава на месечно ниво ваков тип на стейк, но за жал кога станува збор преку Tokenomist, како и на CoinGecko, погледнете сами, како и на CoinMarketCap, јас не можев да најдам никакви податоци за нивниот vesting schedule. Ќе провериме и на CoinMarketCap, во коинот како што може да забележите, нема никакви информации за неговиот практично за токеномијата. Значи нема никакви податоци, немаме за децентрализација исто така. Кога станува збор за флеер, значи ова е дел што го зборуваме за децентрализација. Значи децентрализацијата која што исто така многу битна, имаме екстремно малку информации. Значи на флеер најчесто има rich list, кој што за овој коин го нема. Истото како што кажавме го баравме и на CoinMarketCap нема, за да видиме колку од оваа количина е поседувана од големи ентитети, од китови и на тој начин да знаеме колку е овој проект децентрализиран. Таков податок за сега нема. Ова е доста алармантно, морам да признаам, така да сакам да го имате ова во предвид. Кога станува збор за фундаментална анализа, освен новата вест која што имавме за промена на инфлацијата, други вести за овој коин по-нови не најдовме. Нема се уште нормално спот ETF, нема ниту апликација за истиот, нема се уште DAT, Digital Asset Treasury, дека некоја компанија директно купува и затоа немаме се уште податоци. Исто така, кога станува збор за токенизација, за сега на овој Layer 1 немаме ништо токенизирано. Знаеме дека ова се едни од битните работи кои што дефинитивно ќе ги следиме понатаму. Тоа што го имаме е голем, би рекол солидно голем екосистем на DeFi. Погледнете, од март 2025 година па до сега има скокнато неверојатни 5-6 пати количината на капитал на нивниот DeFi сектор, моментално негде околу 168 милиони долари вкупно ликвидност на апликациите кои се наоѓаат на овој блокчейн. И тоа не е на една, гледаме дека се на неколку различни, значи дека не е една апликација тоа што моментално носи ликвидност. Тоа ни покажува дека официјално имаме практично користење на оваа апликација и на нивниот DeFi сектор. Сега,
Нормално кога ќе споредиме 168 милиони со апликациите кои што имаат по неколку милиарди, нормално дека станува збор за екстремно мал би рекол маркет кап на DeFi ликвидност, но тоа не го менува фактот дека сепак ја има и дека како таква нормално функционира на овој екосистем по долг период. Погледнете, веќе една цела година имаме сериозно голема ликвидност, не е нешто како dump and pump, пример да има моментално интерес и потоа да ја снема поради некоја апликација или некој airdrop. Кога станува збор за брзина на самиот блокчейн, за жал немаме податоци, иако самиот консензус кој што беше објаснет на самиот почеток, Snowman++, тоа е практично типот на Avalanche за консензус. За жал немаме конкретни информации колку е брз. Она што го имаме е дека станува збор за брз консензус, затоа што самиот Avalanche е еден од побрзите блокчейни во светот, но тоа не го менува фактот дека за жал ние немаме информации конкретно за овој блокчейн. Кога станува збор за токен терминал, тоа е апликацијата која користиме за карактеристиките на самиот блокчейн, до сега се покажа како екстремно позитивна апликација. Кога станува збор за Flare, погледнете и сами, немаме апсолутно никакви информации. Тоа е би рекол доста неубаво, значи стварно лош момент дека немаме никакви информации за Layer 1 блокчейн кој што е во топ 30, а го нема воопште на Tokenomics, го нема на нормално на Tokenomics и се извинувам на токен терминал, значи немаме апсолутно никакви информации. Исто така и за активноста во однос тоа колку скрипти се депонирани во GitHub во однос на овој Flare, погледнете, нема апсолутно никакви информации, што реално е доста алармантно, значи за овој блокчейн за жал немаме доволно информации за да можеме да кажеме дека е позитивен или негативен во однос на како функционира самиот по себе, колку активни юзери има и така натаму. Тоа е многу проблематично. Исто така гледаме екстремно мала количина на активни девелопери, значи full-time девелопери само 4. Иако повремено гледаме дека има негде околу 24 нели активни девелопери. И можеме да видиме дека повремено имаме одредени количини на девелопери како во овој скок, дека имало повеќе заинтересираност за блокчейн, но генерално станува збор за мала количина девелопери кои што работат на овој блокчейн. Сега не забравајте, ова не е еден од топ блокчейните, па затоа и може да видиме дека се наоѓа буквално надвор од оваа листа со 4 девелопери, како што може да забележите дури и не е на листата воопште, во однос тоа колку девелопери го развиваат овој блокчейн. Тоа е единствената информација која што ја најдовме во однос на самиот блокчейн и во однос на нормално како истиот се развива. Значи, за жал, немаме доволно информации за да може да изведеме заклучок во однос на неговиот програмски дел. Уште еден интересен податок кој што го имаме за токеномија е тоа колку FLR токени поседува самиот Flare Network. Најчесто претпоставувам ова дека станува збор за трежери. Како што може да забележите, 33,5 милиони долари вредни Flare токени моментално се во рацете на Flare Network, околу 4,1 милиарда. Споредбено со вкупната количина на токени, ова представува негде околу 5% од нивната вкупна вредност. Така да овие 5% верувам дека се дел од нивниот трежери. Се останато е гледаме некоја екстремно мала количина, така да воопште не е поента, нема поента да ги спомињаме, но генерално можеме да видиме дека има и самиот проект некоја количина на токени на страна за себе. И нормално ова е flarescan.com екосистемот, односно експлорерот на екосистемот во кој што можете нормално да ги проверите вашите трансакции. Во однос тоа што моментално одговоривме, моментално активен roadmap нема да разговараме, затоа што ова е почетнички би рекол Layer 1, не видовме дека има некои посебни планови за roadmap, според оно што гледавме, или пак за некои надграби кои што доаѓаат, верувам дека тоа ќе дојде во следното потенцијално видео. Зрелост на пазар, станува збор за доста нов проект, значи допрва треба да се докажува, ова му е прв циклус кој што беше би рекол како и останатите алткоини, за жал не е доволно добар. Техничка анализа направиме, фундаментална анализа, вести за проектот нема освен моменталниот глас за намалување на инфлацијата. Партнерства не успеавме да најдеме освен официјалното партнерство дека нели е дозволено минтање, односно пренесување на XRP на неговиот DeFi сектор. Значи менувачици на кој што е достапен, тоа е една битна работа која што треба да поминеме. Може да видиме дека е генерално достапен на поголемиот дел менувачици, значи најголемите може да ги видиме овдека, само ме интересира дали и Binance е дел од истите.
Као што може да забележиме, најголемите ги гледам, единствено што не ја видов до сега е Binance, а најчесто тоа е позитивно затоа што листањето на Binance значи и голем памп за овој тип на коини, односно токени. Така да во оваа ситуација тоа ќе биде доста позитивен момент кога конечно ќе се случи. Значи ETF, ETP одговоривме, поврзано со кривични судски случаи нема моментално, значи тоа е позитивно за овој проект. Токеномија одговоривме апсолутно се што можеше да се одговори, затоа што имаше многу податоци кои што недостасуваат и нормално децентрализација која што не ни е позната поради тоа што нема брейкдаун на топ 100 нормално холдери на овој коин. Значи тоа што моментално гледаме, ова го става овој коин во проекти кои што не би ги ставиле во нашето портфолио. Очигледно причината ви е јасна, значи има многу податоци кои што се уште фалат, едноставно не знаеме апсолутно ништо во однос на овие податоци за нивната внатрешна активност на самиот блокчейн. Понатаму ако видиме дека овој блокчейн нормално напредува и да речеме исполнува сега онаа работа која што моментално ни фали во анализата, ги доставува овие информации кои што ни фалат, дефинитивно ќе размислиме, но сега за сега Flare нема да биде еден од коините кои што би ги ставиле во нашето портфолио. И со тоа го завршуваме овој денешно видео, се надевам дека нормално ако ви се допадна оваа материја, би ја поддржале нашата работа со тоа што ќе станете дел од нашата Patreon заедница. Линк до Patreon заедницата во дескрипција на секој од нашите видеа. Дополнително може да видите дека со оваа мала членарина ни помагате да можеме да направиме уште повеќе едукација за македонскиот народ. Со тоа што доколку сте дел од Patreon заедницата, гледате имате посебни привилегии, например блогот е веќе достапен повеќе од 2 недели за нашата Patreon заедница заедно со интернет страната во бета верзија. Дополнително имате пристап до сите овие чатови на нашата Patreon апликација. Имате директно пораки до нас кои што ги одговараме еднаш дневно и еднаш месечно имаме лајвстрим кој што го користиме нормално за да ја одговориме сите ваши прашања. И овие офлайн видеа, како што го снимивме Flare видеото во утринските часови, прво го доставуваме до нашата Patreon заедница, а дури потоа го поставуваме и на сите наши канали во попладневните часови. И доколку сакате да реализирате вашата членарина на годишно ниво, тоа може да го направите со праќање на мејл на cryptogemidja@gmail.com, само кажете ниво која криптовалута ви одговара. Ова се годишните членарини со 30% попус од уплатата на Patreon. И нормално ќе ви пратиме по истиот овој имејл, нормално линк до годишна членарина на Patreon апликацијата. Се надевам дека уживате како и секогаш, се гледаме во роденденскиот лајвстрим во четврток. Нормално со ова не само што не запираме, како што може да видите, без разлика на bear market или bull market, зиме, лете, кај нас нема сезони, нема нормално било што запира нашата работа. Очекувајте дека уште повеќе ќе ја зголемиме истата. Доправо почекајте да видите како изгледа нашиот блог, дефинитивно ќе ви се допадне. Постојан извор на информации за целата наша заедница и нормално овде кај телевизијата која што лансираме на 16 април за 2 дена. Благодарам, се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGemidja и од топлата Малта. Listen up, class is in session tonight. CryptoGemidja, here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the burst. Blockchain technology, decentralized and true. Not just speculation, knowledge carries you through. CryptoGemidja, teaching you the way. Buy the dip, but never all in one day. DCA is strategy, patience is the key. CryptoGemidja, setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market temptations make you sell too bold. Position sizing, risk management and tight. CryptoGemidja keeps you trading right. From Bitcoin's genesis to altcoin seeds. Proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high. Smart contracts executing, reaching for the sky. CryptoGemidja, your educational guide through the volatility. Stay right by your side, not financial advice, just